Добро утро. Повелете. Ало? Да. Добар ден и среќен ден, Роберт. Добар ден. Владо Павлов. Слушам. Оному каде што има тендери, оному каде што има привилегии, секаде има мито. Новинарска не постои, че има екипа, пример за моје кочев. Има екипа која што представуваме 3 прашни. Дали има стечена постапка таа дискотека во Кочани? Кој е водел таа стечена постапка? Дали има стечена маса? Затоа што ово што се прави денес, а јас милион пати сум го кажал кај тебе, и молкот од сите вас дојде до сето ово што дојде, Роберт. Не е само отвори Здраво Македонија и така 30 години едно па исто, а нема никаков резултат. Време е малку да ги преземете работите, затоа што не знаете утре на кого се ќе се деси после ново што се случи во Кочани. Второ прашање. Кој е тој со кој што е направен лабораторот за противпожарна заштита? И затоа се молчи. И трето прашање. Со која мрежа е приклучена таа дискотека која што не постои, тоа е неважечка фирма. И кого се суди денес? И најбитното од се, дали ова ќе не даде полка или не. Не е само да седиме овде и да чекаме пенсија. 20 години си веќе тука, Роберте. Сите имаме деца. И сите треба да размислуваме како родители. Не е само пензијата утре што ќе земеш, Роберт. Треба да ставиш дело. Дело по кое што ќе те памти овој народ. Ама кога нема дела и нема акција, затоа Владо Павлов ќе се јавува во оваа емисија. И затоа треба да има промени. Промени во секој поглед на сето оно што се прави. Не може во здравствен дом, пример, во Прилеп, некој што спели картончиња да зема 100.000 евра. На јавна набавка на тендер. За тоа што ќе смени картончињата. Како таму? Ако нема мито, како може тоа некој да го направи? Затоа прашувам уште еднаш. Кој е водел стечајната постапка? Дали има стечајна маса? Каде е ујето од Кочани? Каде е пазарна инспекција од Кочани? И не може обезбедувањето, пример, да сноси поголемата одговорност од овора Кочани, за кој што јас ги велам увора до Врочани, за кој што цел живот зборе во оваа емисија. Еве го резултатот на сите што молчите. И молчите, ама може утре да биде изследен град Пулс. Мора поткипно да се наде кој е водел стечајната постапка и да се провери основен суд Кочани. Што се случува таму и што се прави. И како и што низ кој пекол поминуваме ние во тој град каде што не постои ниту еден закон. Држава во држава. И нема никакви промени и после оно што се случи во Пулс. Разчепкајте ги малку работите, не само да служите на Универзитетот Колумбија за креирање на јавно мнение. Служете малку на народот, Роберт, затоа што вие сте новинари. А не да чекате од мене, од Рајко, од Петко да ви дава информации и потоа вие само да ги користите и да взимате плата. Станете, викнете силно и борете се за правдата со нас и вие, Роберте, а не само да чекаш пензија без никакво дело. Пријатно. Добро, благодарам.